Еднонасочни улици во општина Аеродром, една од темите на кои што утрово ќе зборуваме и за сите актуелности се разбира во општина Аеродром со првиот човек на општината, градоначалникот Дејан Митевски. Добро утро, добре ни дојдовте во емисијата. Благодарам за поканата и поздрав до гледачите на Македонска телевизија. Ќе започнеме и со можеби најактуелната тема, ново решение со еднонасочни улици во Стар Аеродром, дополнително започна и реконструкцијата на клучната сообраќајница во Мичурин, улицата Симеон Кавракиров. Да, во текот на вчерашниот ден отпочнавме со комплетна реконструкција на улицата Симеон Кавракиров, меѓутоа не станува збор само за таа улица, станува збор за еден поголем проект кој што е поддржан од страна на владата, кој што опфаќа реконструкција на 18 улици низ општина Аеродром, кој што очекуваме сите да ги реализираме во текот на оваа година, односно до крајот на летото. Проект во вредност од 138 милиони денари, една сериозна инвестиција која што навистина ќе значи подобри услови, побезбедни улици, подобри тротоари, имајќи предвид дека имаме многу оштетување и на таа инфраструктура која што најчесто ја користат повозрасните, дечињата и така натаму, така што се надевам дека ќе создадеме едни поубави, побезбедни услови. Она што го спомнавте за еднонасочни улици, Стар Аеродром и Мичурин, тоа е еден проект кој што го реализираме на барање на граѓаните, имајќи предвид дека граѓаните се соочуваат се повеќе со проблем со паркирање. Она што како општина го одлучивме во консултација секако со експерти, со сообраќајни инженери, дека наједноставен и најбрз начин да добиеме нови паркинг места во тој дел на општината, без при тоа да имаме огромна инвестиција, да не не чини премногу пари, кои што се пари на граѓаните нормално, е да изработиме сообраќајен проект каде што ќе воведеме систем на еднонасочни улици, нешто што функционира на повеќе места во градот Скопје, меѓутоа и во други европски градови, и при тоа постоечката инфраструктура да искористиме за една лента за паркирање. На тој начин, покрај зголемен број на паркинг места, ќе добиеме и побезбеден, односно поуспорен сообраќај, нема да го имаме она дивење кое што некогаш се случува по улиците со брзо возење, кое што морам да кажам дека во изминатиот период е и намалено. Дополнително на тоа, наму каде што има услови, ќе се обидеме да воведеме и велосипедска лента, имајќи предвид дека некои улици се пошироки, согласно законските прописи за минимални димензии на сообраќајници и на паркинг место, наму каде што има доволно простор да се воведе и велосипедска лента, ќе воведеме и велосипедски ленти, и на тој начин ќе ги стимулираме граѓаните со уште подобри услови да користат и велосипед како алтернативно средство за превоз, имајќи предвид дека Скопје има навистина одлична инфраструктура и предуслови за користење на велосипед. И со воведување на овој проект, кој што е во фаза на проектирање, подпишавме договор со проектант, по завршување на проектирањето ќе следува процедура на одобрување од надлежните институции, и се надевам дека во најскоро време ќе биде имплементирано. Ани, пред да почнеме за другите теми, мислам дека сакаш уште нешто да прашаш за Мичурин, кога сме веќе кај Мичурин. Добро, тоа е стариот дел на Аеродром. Имаат ли посебни барања жителите на Мичурин, затоа што овој дел од разговорот рековме ќе го посветиме на овој дел од општината. Граѓаните често знаат и сакаат да разговараат со својот градоначалник. Ги гледаме дека се присутни посебно во овој дел кај паркот. Знаат ли тие да постават некој прашање кој што се уште не е одговорено, бараат решение на некој проблем во овој дел од општината? Неколку клучни работи кои што беа главни барања во делот на населбата Мичурин ги реализираме како општина. Едно беше реконструкција на улицата Анастас Митрев, која што е завршена комплетно минатата година, доградба на основното училиште Блаже Коневски, кое што покрај тоа што е најголемо, мислам дека и најмодерно училиште во Република Македонија. Проблемот со паркирање, решавање на проблемот за паркирање, на кој што интензивно работиме, имајќи предвид дека тоа е еден проект кој што се провлекува години наназад во делот на Мичурин, а во последниве неколку години во делот на Стар Аеродром, изградба на една градинка која што е во фаза на урбанизација. Тоа се генерално барањата на мичуринци. На сите барања сме разговарале заедно со граѓаните, сме ги ветиле како проекти. Вчера направивме иницијатива во моментот и на сите интензивно работиме се со цел во текот на овој мандат да ги реализираме комплетно или да отпочнеме да ги реализираме, имајќи предвид дека граѓаните за тоа дале поддршка и очекуваат од нас како локална самоуправа да ги исполниме нашите ветувања.
Сега веќе го спомнавте и основното училиште Блаже Коневски, меѓутоа тука и спортската сала во напредна фаза е нели процедурата. Кога се очекува да бидат комплетно готови? Видете, согласно договорот кој што е склучен, рокот за изведба е 18 месеци, односно поминати се некаде од прилика 3 до 4 месеци од почнување со изградбата, уште 14 месеци се извинувам, остануваат до комплетно завршување согласно договорот, така да работите согласно оваа динамика која што се одвива на лице место и на терен и во однос на доградбата на втората фаза на Блаже Коневски и во однос на изградбата на спортската сала која што ќе биде втора спортска сала во рамки на основното училиште, од причина што капацитетот на училиштето се зголемува за многу, пуштивме во употреба 16 училници, доградуваме уште 12 нови, тоа се 28 нови училници. Очекувам дека на почетокот на следната година, не 26, 27, 27, 28 комплетно да бидат завршени овие работи. Дополнително во договорот е предвидено и комплетно партерно уредување на дворот на основното училиште Блаже Коневски, дополнителни нови паркинг места за потребите на вработените и на училиштето, уште едно ново спортско игралиште во рамки на постоечкиот двор, ново урбана опрема, ново зеленило, така што Блаже Коневски навистина ќе добие еден нов, модерен, современ лик и ќе биде пример како тоа треба да изгледа едно основно училиште. Уште едно решение за сите кои што живеат во стариот дел на аеродром. Целосно ослободување од комунали за млади до 35 години, првото одобрение со 0 динари веќе реалност објавивте вие на социјалните мрежи. Да, тоа беше едно ветување кој што исто така им го дадовме на граѓаните и на првата седница на овој состав на Советот беше донесена одлука за ослободување од надоместокот за уредување на градежно земјиште или познати во јавноста како комунали на сите млади лица до 35 години кои што живеат во аеродром и сакаат да изградат свој сопствен дом, било дали станува збор за доградба или надградба на постоечка куќа или изградба на нова куќа. Пред неколку дена го издадовме и првото такво одобрение по поднесена апликација. Советот донесе одлука дека инвеститорот, односно лицето се ослободува од надоместокот кој што треба го плати према општина аеродром и тоа е можеби првиот таков случај да за 0 комунали некој да може да добие легален свој дом кој што утре ќе го запише во имотен лист, кој што нема да стравува или нема да чека да се донесе некаков си закон за легализација во иднина. На тој начин пробуваме да ги смалиме трошоците на минимум кои што ги имаат инвеститорите, особено младите луѓе, да ги задржиме тука, односно дома каде што припаѓаат и да ги поттикнеме да градат легално, односно со одобрение за градење, имајќи предвид дека многу често причината за невадење на одобрение за градење и обидите за диво градби се поради тоа што трошоците за изградба се многу високи и на овој начин мислам дека ќе ги стимулираме уште повеќе граѓаните да се задржат тука во општината. Тоа значи да ги задржиме и младите во општината? Дефинитивно да. И тоа е еден стремеш наш. Во неколку наврати спомнавте зеленило. Што се друго прави општина Аеродром за почиста, поздрава и по убава средина се разбира за граѓаните? Интензивно работиме на одржување и на зеленилото кое што го имаме во изобилие. Морам да кажам, и сме можеби една од најзелените општини во градот Скопје. Оваа година почнавме малку порано со одржување на зеленилото, имајќи предвид дека минатите години буквално не се постигаше во однос на косење на тревата. Оваа година, фала Богу, немаме такви проблеми, се одржува. Паралелно на тоа, во текот на доцната есен засадевме повеќе од 200 нови садници, високостеблести дрва на повеќе локации во аеродром. Веќе подготвуваме во наредните денови дополнителни 100 нови садници со зимзелени дрва на повеќе локации, развој на системи за полевање на зеленилото, се со цел да успееме да го држиме во континуитет и во летниот период онака зелено како што е сега во овој период. Урбанизација на неколку активни паркови ги нарековме од причина што нашата идеја е да создадеме паркови каде што ќе може буквално да ги користат од најмала до најголема возраст, да имаат реквизити што ќе ги привлечат луѓето да ги посетуваат тие паркови и на тој начин ние самите да ги чуваме самите паркови. Започнавме систем за селекција на отпад, еден пилот проект кој што
каде што сме единствена општина во рамки на градот Скопје која што комплетно со 100% сопствени ресурси. Тоа беше поддржано и од ЕУ, Министерството за локална самоуправа, Министерството за животна средина. 100% со сопствени ресурси селектираме отпад, првично пластика, пластични шишиња, пет амбалажа која што може да се рециклира. Отпочнавме со 50 домаќинства, го прошируваме во моментот на дополнителни 50. Нашата идеја е да стигнеме до 600 домаќинства кои што ќе рециклираат отпад, првично 5 амбалажа, односно една фракција, а доколку се покаже успешен примерот, ќе воведеме и втора фракција, односно и друга амбалажа која што исто така може да биде рециклирана и на тој начин да го намалиме волуменот на ѓубре кое што завршува на депонијата Дрисла и да покажеме една општествена одговорност. Морам да кажам дека сум пријатно изненаден од реакциите на граѓаните кои што се многу совесни и правилно селектираат отпад, односно имаат желба да селектираат отпад. И споменавте парковите, детските игралишта, мора да упатиме апел до граѓаните да внимаваат на урбаната опрема. Тоа за жал е чиста слика кога се објавуваат по социјалните мрежи дека одреден дел од општината, одредена опрема е уништена, меѓутоа тука се одговорни се разбира пред се граѓаните. Да, многу често се соочуваме и со вандализам, особено на детските игралишта и на урбаната опрема. Работиме на воведување на систем за видеонадзор, кој што ќе ги опфати сите игралишта, се со цел да се обидеме да ја заштитиме таа урбана опрема. Многу често нови игралишта, буквално нови реквизити кои што сме ги поставиле пред неколку месеци, гледаме како се уништени. За жал тоа е една неубава слика. Како општина се трудиме, меѓутоа не може буквално се што е ново направено да се искрши повторно да се намести, мајки предвид дека и чини пари и има други локации каде што не добиле нови игралишта, нови реквизити, така што морам да апелирам до граѓаните, особено до онаа помлада генерација да се грижи и да ги чува тие реквизити, зашто тие се за нив наместени, не се за некој друг. Се разбира. Да. Да го споменеме проблемот со уличното осветлување, како и во секоја општина. Каква е состојбата во општина Аеродром? Општина Аеродром има еден од најстарите системи на улично осветлување. За жал, се уште имаме живини и натриумови сијалици, кои што навистина трошат многу електрична енергија. Во минатиот мандат имавме еден обид да спроведеме постапка за јавно-приватно партнерство за комплетна модернизација на уличното осветлување. За жал не се реализираше поради неисполнување на услови на економскиот оператор. Веќе во тек изработка и во завршна фаза е изработка на нова студија за јавно-приватно партнерство, каде што ќе се доработат сите оние услови и критериуми кои што треба да се исполнат и очекувам дека за многу скоро ќе биде објавен јавен повик за избор на приватен партнер кој што ќе ги замени сите сијалици на територија на Аеродром со нови LED смарт сијалици кои што ќе можат да се контролираат, да се димираат во зависност од текот на денот, односно од периодот на денот и на тој начин да ги намалиме за многу трошоците кои што ги имаме за електрична енергија, имајќи предвид дека тоа е еден трошок кој што постојано се менува, односно оди во нагорна фаза и на тој начин да направиме дополнителни заштити на средствата кои што ги одвојуваме за тоа, граѓаните да добијат подобро осветлување, односно подобри услови во текот на ноќната. Споменавме многу од вашите идни планови. Кои се клучните според вас во предстојниот период? Завршување на сите оние отпочнати проекти кои што ги имаме, дел ги спомнавме. Морам да кажам дека тука да го споменам и првиот мултимедијален центар кој што ќе го добиеме како општина, на кој што интензивно се работи, се наоѓа во делот на Ново Лисиче. Средување на хаосот, односно сообраќајниот хаос, проблемот со сообраќајниот хаос, воведување на нови паркинг зони, развој на нова дополнителна инфраструктура. За многу скоро ќе почнеме со доградба на уште едно училиште, кое што е во Горно Лисиче, основното училиште Гоце Делчев, каде што ќе се обидеме да создадеме услови за едносменска настава. Да, тоа е најстарото училиште во општина Аеродром и за прв пат после многу години ќе добие една доградба, едно проширување на капацитетите и дечињата во тоа училиште ќе имат едни нови, модерни, современи услови за одвивање на настава, отпочнување на една нова спортска сала заедно со Министерството за спорт во делот на Ново Лисиче, односно кај Фудбалската федерација на Македонија, и тоа се краткорочни проекти кои што ќе бидат отпочнати или завршени во текот на оваа календарска
година. Секако тука имаме и долгорочни проекти, односно проекти кои што ќе придонесат за поздрава животна средина, како што е развој на топлификација во делот на Насаба Лисиче, Горно Лисиче, Долно Лисиче, односно сите оние делови од општината кои што не се опфатени со топлификација. Тоа е еден проект на кој што интензивно работи владата на Република Македонија и целта е да преку изградба на гасни когенеративни централи, оној нус производ топла вода која што се добива во процесот на производство на електрична енергија биде искористена за затоплување на домаќинствата и на тој начин граѓаните да добијат навистина едни подобри услови и да го намалиме загадувањето. И да најавиме уште еден убав настан, 18 април во општина Аеродром, да се додолуваат признанија на жители кои што нели со посебни заслуги. Имаше ли интерес од жителите на општината? Да, тоа е една пракса која што ја воведовме за прв пат минатата година по повод јубилејот, односно 20 години од формирањето на општина Аеродром. Оваа година продолжуваме повторно и повторно го поврзуваме роденденот на општина Аеродром со едно символично доделување на признание на заинтересирани, односно на заслужни граѓани кои што придонесуваа за афирмација, поддршка и развој на општината. Имаше повеќе од 40 апликации на јавниот повик кој што го спроведе општината. Советничките групи, односно советниците, комисија формирана од членовите од советот, сите советнички групи изврши анализа, односно рангирање на доставените апликации. Најголем дел од нив беа прифатени и морам да кажам дека една убава традиција која што се надевам дека ќе продолжи секоја година во иднини. На тој начин ќе се обидеме да ги поттикнеме сите останати да придонесува за развојот на општина Аеродром, секој во својато поле на делување и на тој начин да создадеме една поубава средина. Благодариме што бевте дел утрово од Македонија наутро. Имаме уште многу прашања, се разбираме, меѓутоа ве очекуваме повторно да ни бидете гостин во некое наредно издание. Со задоволство ви благодарам на поканата.